Tips and tricks за парфеми со мето. Така да рандом само вака ни излегуваат замокчиња како што шетаме. Одиме да пробаме. Како мириса. И можеш да си направиш сам чоколада. Five Guys baby. И гужва има исто колку сакаш. Добро утро, људи! Од нашата тераса во Брисел, Белгија. Рано будни сме. Ја малце работев од сабајле да завршам порано за да шетаме денес. Терија чекам уште се спрема. Господата, тоа ќе ни покажеш што преш? Се шминкаш? Ставаш Кармин? Да, искрено не е ладно однор. Не е ладно? Да, не. Респект. А сега, дозволете да ви демонстрирам, тука ќе потфрам камерата. Имаме некоја аматерска кровна тераса тука. Тука некој ни фрлил саксија, односно не е саксиова, него е тоа што треба да биде во саксијата. Ама не се буниме, убаво е. Имаме сонце денес, така да многу јако ќе си прошетаме. Имаме интересни планови. А сега, дозволете да ви демонстрирам како се става парфем. Кој го гледал претходниот влог, знае. Нема моментално, ама прво треба да се стави крема, кулвратот, било каква крема, некој кондишнер или мојсчурайзер, небитно. Много добро мириса. Значи мора да се прсне една штука, како под ушите, и еднаш во средина и еднаш позади. И може опционално на лишта или доле на дланката, никогаш да не се трие парфемот, затоа што се убрзува процесот на испарување од алкохолот и побрзо заминува мирисот ако ги триеш рацете кога ќе прснеш. Подобро да прснеш на двете раце или на едната и само вака да ги доближиш. Друга причина зашто се прска баш под ушите, тие се како, мислам така имам читано, како места на вратот каде што телото има повисока температура и кога има автоматски повисока температура на некој дел од кожата, подобро се проектира парфемот. Tips and tricks за парфеми со мето. Лајк и коментар ако сакате да станам парфем инфлуенсер. Тоа на тебе нема да му одговара затоа што веќе имам 50 парфеми и ќе треба да имам уште 1000, ама ако ме не требате вие ќе станам. Let's go да го освоиме Брисел. Кој е спремен да видиме? Презентирај се. Презентирај се. Презентирај се. И горе што ќе облакаш. И горе што ќе облакаш. И горе што ќе облакаш. Ќе ти биде топло така? Или убаво? Ја мислам дека више ми е многу. Више ти е топло? Излегуваме сега он. Еве го мојот аутфит. Повели телефонот? Се испочитува маската. Да, најаката на годишно. Одиме да го освоиме Брисел, како што ви кажав. Прва дестинација ни е еден фли маркет или пазар со стари работи, како трифт, ама не знам како да објаснам. Само денес работи. Повише за предмети, не за облек. Одиме да видиме таму што се дешава и мора да најдеме нешто да доручаме. Да доручаме многу добро. Не сме на диета, затоа што сме мори шетаме, така да може нешто опасно да се доруча. Покажи се што заборај да земеш. Наочер за сонце. Наочер за сонце заборај се? 3 пари имам донесено. И немаш ни еден земено. Ништо се враќаме назад. Гаснава полна? Да. Се враќаме назад да ги земеме на очарките од теди, затоа што има сонце. Е многу баво. Ајде да видиме што наочари си зела. Респект! Многу сериозна фаца направам. Интересен факт. Белгија има најмногу замоци на километар квадратен од било која држава во светот. Така да рандом само вака ни излегуваат замокчиња како што шетаме. Значи сега не сме на ние на последна локација, ама тука е има замокче. Многу кит. И тука ни е првиот стоп за доручек. Видите колку јаки благи има. Десерти и тортичиња спремни. Ама ние зедовме нешто солено, ова најлево го зедовме, после покасно во видеото има ревју, ама многу јако за наша пекарата. Инаку низ цела Белгија вака имаше машинчиња за кеш, така да тие што работат не ви го земаат кешот, него го со раце, него го ставаш тука во машината. Стигнавме на пазарот.
Например, има вакви Finds, Prada, Furla, Birken. Ова е полно со палта, со капути, со кожни јаки. Само немаме толку време и простор да купиме и да земеме. Нема што нема. Не може баш да се дошет. Огромно е. Што е јакото кај ваквите маркетчиња? Видите што најдов. Искрено. Значи, многу јак сат купив. Бојава, видите. Мене бојава ми е... Брендот е Огама. Пишуваше онлайн дека се од 100 евра и нагоре, сатчињава. Што е јакото што се ценкам со ликот и почетна цена му беше 30. Као вака, така, истата фора демек, не, добро одам. Му нудам 10. Тој не 20, знаеш, 15 овони се ја му го правам филмот дека треба батерија да му се смени, дека не ми се свиѓа страпот, а страпот е многу јак. Ременчето е многу јако. Најаката тактика е секогаш take it or leave it, знаеш, и ја му викам као не, 10 е, знаеш, и заминувам, и тој не, окей, земи го за 10, и за 10 евра, многу јако сатче уловивме. Win. In my book, win. А сега, ја снимив пекарата претходно, купивме пециво. Не сме многу гладни, не знам зашто, бургерите од вчера беа лудил. Кој го гледал влогот од вчера, бургерите беа лудил. А овде имаме некое пециво. Изгледа крисп. Изгледа и мириса многу добро. Ајде да видиме дали е манџа внатре. Да видиме, да. Што има? Пилешко? Да. Како бурек со пилешко месо не можам да го опишам, чудно. За чинето. Ама има и ова одгоре е благо, како со шеќер. What? Направено е, да. Добро, окей, интересни се, значи. Многу јако, ја ќе си го дадам. Ви уживајте во остатокот од влогот. Ова тука е палатата на правдата. Мислам дека е некој врховен суд, не знам точно. Palace of Justice. Многу јако изгледа и големо. Сега проверивме, во оваа палата се сместени Врховниот суд, апелационите судови и е како седиште за судовите во Белгија, а исто така има и вака архитектурско, историско значење како символ. Тука има огради секојаш затоа што и често се протестира тука. Еве налетавме на некој божичен базар. Изгледа мал и не изгледа толку интересно затоа што е се уште ден. Ама многу јак Ferris wheel-от. Тркалот е прејако. И ваму има некој поглед, сега одиме да ви го снимиме. Ево го тркалото. И видите го поглед. Прво клупата тука е за респект. И сега го имаме погледот. Искрено јако. А сега одиме, мислам, по ова мосте и фактички од тука се гледа погледот. И има и лифт ако те мрзи да шеташ околу палатата. Има и лифт да дојдеш директно само за погледот. Многу јако. Бум! Првата катедрала и ваму има убаво паркче. Многу јако изгледа. Одиме да видиме дали е отворена. Изгледа дека е отворена. Да, и одиме да видиме внатре како изгледа да ви снимиме.
најакото паркче во Брисел. Мислам не, имаме 10 паркчиња да посетиме, ама ова излезе по пат и многу е јако. Не беше ни планирано. Не беше ни планирано. Одиме да снимиме фонтаната од близу. Искрено респект за градинарот. Со линјар ги има правено ови. Со васер вага. Ова тука е куќа на музиката. Изгледа многу јако. Како музеј со музички инструменти е внатре. И карши него е уствари музичкото школа. Много интересно. И тука има лавирин, прв пат гледам. Лавирин ваков како со грмушки. Еве зашто дојдовме. Еве главната причина зашто дојдовме во ова паркче. Има фотобут за 3 евра. Да видиме внатре како е. Оп. Еве ги. Се добиваат 2 копии. Тука е од паркчето. Одма тука. Плюс што се Плюс, да, дигитални копии, ако скенираш баркод натре, ти ги дава и сликите, да, како видео. Прејако. Уин искрен. Значи, овде сека да има вакви комбенциња што прават вафли. Да. И сега одиме да пробаме една обична вафла. Една плейн, да. Не е оригинална бриселска вафла, наводно имала разлика помеѓу бриселска и лиж вафла. Ова мислам дека е лиж вафла, ама пак да ја пробаме, пошто многу добро изгледа и е многу ефтино. За 3 евра, колку? Ајде да видиме. Да, 3 евра. Една или две? Една земи. Ќе јадеме 100 сигурно. Whoa, calm down, Jamal. Don't pull out the 9. Еве ги, да покажи ги цените. Да, покажи. Еве, овде. Ја не можам да носам Ситни. ситни пари, не можам да носам. Ау. Чекај. Значи тестираме, че имаме и појако тестирање, затоа што имаме места со вафли што се така фолирани, ама не можеме да одолееме на мирисот и на изгледот на овие вафли, што се вака улични, така да одиме да пробаме. Ау, како мириса. Многу добро. Теди не може да издржи да снима. Мора и таа да пробам. А види има нешто влацко. Да, има се тегне, да, некој шеќер. Многу е вкусна. Мели? Многу е вкусна вафла. Тестото е така крцкаво, а внатре е меко. Госпоđо, вие ќе изедете? Не? Халф. Сакате уште една? Сигурно?
Готово? Одиме втор бајт. Се лепи цела, респект. Цела е со шеќер некој прелиена. Многу добра. Значи, болje да земете празно кокосо крем од овие уличниве. Па да, пошо... Па нема ќе биде изгор блага. Да, ама и не е тоа, убаво да го пробаш тестото овака. Чисто. Многу убаво, блага, мислам има шеќер на неа целата е со некоја карамела со нешто. Уј. Ова е кралската палата, инаку да, имаат као Royal Family, кралско семејство во Белгија. Така да, мислам, не верам тука да живеат, ама чисто така информативно да ви го презентираме. А сега кај одиме? Сега одиме ваму, дете, во паркчево. Мислам, изгледа умрено паркчево, ама затоа што е зима. Можам да го замислам како изгледа вака цело со листови и со цвеќиња на пролет или на лето. Специјално пешачиме 15 минути, зашто? Пред да им покажам. Пешачиме и не знаевме точно што треба да најдеме на мапата. И сега ни излезе. Вуала. Искрено јако изгледа. Јако мост е, да, како гледало мост. Немам Ги поврзува зградите. Многу интересно. Многу интересна е оваа зграда. Се намести ти више за сликање? Да видиме. Секогаш. Ова е главната катедрала во Брисел. Одиме внатре да ја видиме и после да ви ја снимиме малку од подалеко, затоа што е многу голема. И еве катедралата од надвор. Многу е голема и навака е многу долга. Личи на Нотр-Дам. Искрено има вајб таков, да. Не ми личи. Многу јако изгледа ова кино, како старо кино е и горе има некои фигури вакви. И тука дојдовме, вака, во еден стар трговски центар, а многу убаво е декориран. Ова тука е фабрика за чоколада, поточно за белгиска чоколада. И можеш да си направиш сам чоколада. Да ги видиме? Можно да идовме на кучичка божична од Хари Потер. Прејако. Респект за сличење. Да. Еве го стапчето од Хари Потер. Да. Музички коти има. Фигурки. Пијалоци, да, според кучите. Многу јако. Кај одиме сега? Сега одиме на Теди да му земеме некое привезаче. Да видиме? Имаме тука од Парис, од Малта. Да. Ајде да ти најдеме некој. Еве Теди си го спаси привезачето. Не можете ни да геснете што е. Да, многу јако привезач. И сега одиме да јадеме на многу јако место. Така да многу добар макбенк иде. Five Guys, baby. Одиме внатре да направиме нарачка. И после нарачката јадеме макбенк. Најакото во Five Guys. Земаш само ја плачаш чашата и земаш пиење колку сакаш. И има милион врсти на пијачки. Ти одма си земаш 50. Пич. Држи. Само не сакам цело да го наполниме. Доста е? Мраз сакаш? Не. Океј. Како е? Цело го испи?
Да видам. Многу е добро. Да, добре. Значи, овие се како малечки чоколадчиња. Значи, белгиска чоколада и од позади пишува All you need is love and chocolate. Сега ќе ви покажам. Океј, мислам дека би требало да се слуша добро, има малку музика. Имаме резервна опрема. Го имаме обичниот помфрит, што е нивен, што е твржен во масло од кикирики. Имаме една чашка, што е полнетме со пијалок. Теди го испијајтите и сега ставивме Coca-Cola, zero Coca-Cola со чери вкус, со вкус на трешен. И имаме кейжан стил на помфрит, тоа е другиот стил што го има. Теди има еден чизбургер класичен и јас имам бейкон чизбургер со некои сосови нешто и може да се почне. Исто така, се имаме покрај пиењето колку сакате, имате и сосови колку сакате да земете. Така да може да земеме сега одма еден кетчуп и еден мајонез. Секако дека знаат кој кетчуп и мајонез е најдобар, секогаш е Хайнц одговорот. Одиме назад на Макбенго. Ево го помфритот. Домашен е. Не е смрзан. Мотото на Five Guys е дека никогаш више не е смрзнато. Ни месото ни помфритот не се како Макдоналдс, Бургер Кинг и други франшизи да имаат смрзнати работи во менуто. Одиме со кетчуп. Хайнц е као, дека чапите. И може ми на мајонез. Да го видиме другиот помфрит. О, како мирис. Ова е фактички зачиње. Исто мислам дека е помфрит, само некој зачиње. Много добро. Овој не мора да ваде цели, затоа што е год. Разговарам на само многу добро. Се гледам вкусот и зачињето. Много добар. Браво. Браво. Одиме на бургер. Леле, бургеров е... Види колку е висок. Бургерот изгледа феноменално. Много добро. Много полно. Браво. Леле, што е бургер? Оди гризни го. Оди сега гризни го да те види. Браво. Браво. Ние испихме чери, одиме сега да земеме друг пијало, со некој друг вкус. Ау, колку е добра. Со лимета. Zero Coca-Cola со лимета. Много е добро. Много е свежа. Завршивме со јадење и одморивме, ни се стемни, време е да ги посетиме божичните пазари. Та-да-да-дам! Стигнавме во првиот Крисмас маркет. Да видиме, има штандче со чурос, гужва колку сакаш и тоа саатот е колку е 4,5-5. Значи 7 да, ама уште не е јаката гужва и не е главниот Крисмас маркет. Така да одиме да ги разгледаме кучичките. Класика, мора да има штанд со вафли. Респект.
некои домашни бургери и тука подоле палачинки се печат на велико. Браво. Не изгледа лошо палачинката, а? Ама би јадела благо на главниот. А Да. два пати не можам да јадам срнирано. Овде има некои интересни јадења, да. Еве ги цените. Некој врапс. Па искрено скапо е. Не е баш се, те ни замина. Ајде видиме ваму што е украсено. Пред да одиме кај оно украсеното треба уште еден круг од другата страна да видиме штандчиња какви има. Греано вино, класика. Хот догс. Тука има фонду од кашкавал, топен мислам дека, да. Претежно се базирани сите на јадење, уште не налетавме на некои со украси и со некои такви новогодишни стварчиња. Сите се за јадење. Има кукис? Не мора да ги снимиме. Види ги какви се. Тука има пекарче некоја. И ваму на крајот има лизгалиште. Опа! Убаво украсено. Само што е за мали деца да се возат. Ама убаво изгледа. Да видиме. Тука карти се зема. И тука си се возикаат децата. Не само деца. Има и возрастни? А да, има и возрастни. Редице има, мислиш, кој знае што е. Бум! Стигнавме на другиот Крисмас маркет. Сега да ви покажеме. Ставив капа затоа што почна да дува. Ново има тркалце. Ова не е истото тркало од преска. И кучички има колку сакаш. Значи, ама ајде да разгледаме да видиме што се дешава. И гужва има исто колку сакаш. Овде има топли пијалоци. И на ово има пак исто се со јадење. Значи, Белгија се никогаш не најадени. Сакам респект за штандот за палачинки. Многу јако се наместени. Многу јаки се палачинките. Тука има производи од мед и восок. Ама валја е восок од пчели. Многу јако. Респект, ваму има штанд за кожни ранчиња и торби. Еве ги конечно украсите. Аха, важи украси. Ја мислам дека се украси, тоа се кобасици и салами. Тука прават сендвичи со кашкавал што го греат. Искрено многу јако. Само сме прејадени. Многу јако го местат и не можам да ја пишам колку добро мириси. Цел штанд тука. Специјално добиваат награда за најдобар штанд за вафли. Мислам, немам уште проба на вафли. Ама да стигнеме на главниот центар. на главниот центар? Добро. Чекаме да стигнеме на главниот Крисмас маркет. Ова наваму има за шетање, за шетање, уште не знам колку. Едва и стигнавме до крајот. Еве го. Мислам и навапим уште штанчиња, ама не мрзи, затоа што имам уште два божични маркети што треба да ги посетиме. Сега треба истото назад да го шетаме, од другата страна има исто уште толку штанчиња. Ова е најјакиот шанк новогодишен. Браво. Искрено многу јак шанк. Респект. И стигнавме на фамозната статуа со детето што мочи. Гужва овде е полно. Мислиш Бог знае што преди? Да. Сите го гледаме кај што мочи. Ја одам во сувенирните позади. Теди оди позади во сувенирницата. Ајде да видим. Продавници со чоколади на секаде. Овде има чоколадца со тоа детенцето. И вака има на секој чекор вакви продавници со чоколади. Браво. Тука се ближиме на главниот плоштад и главната елка.
Уин, искрен. Ама тука Овде дува многу отворено, да. Ама убаво е светлено. Чекаме уште 15 на минути, затоа што тука треба да има на цела ова зграда некој шоу со светла. Така да чекаме да видиме што ќе биде, се надеваме дека нема да биде скам. со Christmas market. А инаку овдека ни е фейл, затоа што на целиот плоштад нема Christmas market. Значи на главниот плоштад немаат Christmas market. Никогаш не ни имале, не знам зошто мислевме дека има. Да, ама ние сме криви што мислевме дека има Christmas market, а немавме истражено. Само тоа беа само нашите очекувања. Да. Ама Нема секако врска. е прекрасно место, мислам, јаката и се убаво. Па на тој Christmas market што бевме, што рекоме дека е многу голем, кај што имаше тркало претходно, тој е уствари главниот и затоа е и толку голем, значи многу голем беше, огромен. Требаше да јадеме вафла таму. Да, требаше да едеме вафла таму, сега бараме вафла вака на секаде. Ама малку одмараме, 10 на минутки има уште тајмерот и ви снимаме да видиме што ќе биде шоуот. Она што свири не можу. Испочна пак тајма. Дедо Мраз ни дава команди. Одиме да правиме втора рунда на вафли. Да видиме. Ови излагаат први на Google, кога ќе побарате белгиски вафли. Wow. Много се добри. Много се добри. Дале плюсца со влага. Много се добри. Много. Крстот е много добро меко крскаво. Полни се со нутела. Ги изедовме, покажи ги изедовме. Vamos, los churros.
Имаат и чуроси и вафли, ама секако да кајдеме само вафли. Ја можам само уште еден бајт и превзема после Кейди. Каснете и вие преку екран. Много добро. Много добро. Тестото е меко внатре, по надвор крцкаво, преполно е со нутела. Секој спорака. Секој мора да пробва. И го имаме, мора да го презентираме најакото водиче од ташничето од Теди и од Пандора. Значи тука ни седи водичето и кога сакаш да пиеш, сите се чудат што пие човеков од Пандора. Никој не знае дека имаат сокови од Пандора, што ги прават, сите купуваат само привезоци. Ја купувам сок од Пандора. Пристигнавме дома, односно во собата. Тоа е тоа од денешното видео, се надевам дека уживавте и не заборавајте вие го гледавте мето, ставајте лайк, шер и коментар, а ние се гледаме во некое наредно видео. Чао!